Значи ова тука живееме во село Горно Лисиче. Значи проблемот е тука, не знаеме од кај да почнеме. Први имаме проблеми, пред година дена имавме поплава ова, од овој Осијанскиот канал што поминува овде. Значи имаше повеќе од 30 куќи поплавени. Значи не бевме обештетени како што треба и работата е што нашиот дел кај што живееме ние албанците, ни една куќа не е легализирана. Значи ни прават проблеми, ни прават фактички само да се иселиш од тука. Значи на сите форми што се, они ги блокира. Значи тука имаме еден дел што сме купиле за џамија, земјиште, не ни дозволува да правиме. Значи ние се клањаме во една импровизирана џамија во селото, ни вика дека и тоа не е законски, ама ви дозволуваме. 100 куќи сме албанци и цело време не притискат, сакаме да се легализират, да се живееме како што треба, зашто ние сме плаќаме данок кон ова држава и кон ова општина. Значи сегде се гради, цела општина Аеродром е градено, е направено, кај нас значи еве што е резултат. На некој дел од Ново Лисиче што е, натаму ти е рај. Навамо целото кога влегуваш, фактички ти е депонија. Имаме повеќе од 50 куќи овде, немаме парк кај да ги изнесеме децата. Значи немаме игралиште, немаме ништо. Имаме школа на албански јазик што е, 3 паралелки учат во еден клас. Се учи на еден клас се учи прво оделение, второ и трето, а на другиот наставник ги учи само четврто оделение. Фактички едниот наставник што беше, зашто беа тројца албанци, едниот го избрка, сега остана двајца. И сега како можам ја да носам дете таму, кога ќе ми учи 3 паралелки, ќе учи еден наставник. Значи фактички ова е мизерно во општина Аеродром. Ова ти е катастрофа. И сега ниеден не ги носи децата тука, ги носи во Чаир, кај што има албанци. Место да се прави тука некој игралище за дете, за навечер да излегува, вложат по милиони, прават паркови, прават ова, не се во можност да направат да чистат овој дел. Секогаш кога ќе врне, ние се плашиме дека ќе не земе поплава.